На неколку дена пред одржувањето на вториот круг од локалните избори на кои треба да се изберат градоначалници во општината Зрновци и Чешиново Облешево, се одржаа предизборните собири со граѓаните што ги организираше коалицијата на ВМРО-ДПМН. При тоа беше речено дека поддршката од гласачите за нивните кандидати е многу важна за да продолжи реализацијата на досегашните и да започнат нови проекти. На собирот во Зрновци, актуелниот градоначалник Блаже Станков, кој повторно ја бара довербата од граѓаните, рече дека за новиот 4-годишен мандат нуди обезбедување топол оброк за учениците, како и инфраструктурни проекти што главно се насочени кон водоснабдувањето на жителите од трите села. Реконструкција на секундарната водоводна мрежа во село Зрновци, односно изградба на сосема нова секундарна мрежа во должина од 7,5 км. Проектот за кој веќе имам изработена техничка документација предвидува поставување на водоводната инсталација на горна, средна и долна зона, со што би се овозможило избалансиран притисок и непрекинато снабдување со вода на граѓаните во село Зрновци. Изградба на уште еден резервоар за вода во село Зрновци со капацитет од 200 метри кубни, кој ќе се наоѓа на повисока кота од постоечкиот, со цел да се обезбеди по природен пат непречено снабдување со вода на граѓаните од село Моровец. Изградба на бунари за вода преку дупчење на 3 бушотини во непосредна близина на повеќенаменското игралиште во Зрновци со цел обезбедување на чиста и здрава вода за пиење. Изградба на бунар за бунарна вода преку дупчење на една бушотина во село Видовиште со цел да обезбедиме поголемо количество на вода за пиење, неопходно искористување на подземните води и нивно приклучување во постојните резервоари. Станков додаде дека има проекти за изградба на асфалтирани полски патишта, изградба на земјени вади за наводнување, реконструкција на домовите на културата во Видовиште и Мородвис и друга инфраструктура. Поддршка за неговата кандидатура даде и председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, кој рече дека граѓаните биле под големи притисоци од централната власт, но од и целосната доверба треба да им дадат на луѓето кои покажале дека знаат и сакаат да работат. Не подлегнувајте на притисоците. Сакам да ве поттикнам да се спротивставите, да излезете на гласање и да го дадете вашиот глас гордо и достоинствено, со радост, знаејќи дека ние сме тука. Секогаш кога на Македонија е потребно, ВМРО-ДПМН е тука. Затоа што со вашиот глас одлучувате да поддржите општина која работи, која ќе спроведе многу проекти за вашето место на живење и градоначалник кој работи и се грижи за сите. Коалицијата на ВМРО-ДПМН одржа предизборни собири и со граѓаните на Чешиново Облешево, каде кандидатот за градоначалник Горанчо Зашов зборуваше за проектите со кои општината ќе продолжи да се развива и ќе добие нов лик. Граѓаните на општина Чешиново Облешево заслужуваат да живеат во модерна и убава општина. Сигурен сум дека имам доволно работно искуство и образование и поддршка од Советот на општина Чешиново Облешево од советниците на ВМРО-ДПМН и коалицијата. Значи од вечер сакам да кажам и дека шестиот советник со нас, значи веќе го имаме Советот на општина Чешиново Облешево под наша контрола. Исто така очекувам поддршка од извршниот комитет на ВМРО-ДПМН и од председателот, бидејќи знаеме кои се подобри во донесување на инвестиции и фабрики во индустријските зони. Да ги заживееме индустријските зони во Облешево и во Чешиново и да отвориме некоја индустријска зона во друго населено место. Зашов додаде дека во својата програма предвидува во Спанчево да се изгради фотоволтаична електрана, да се уреди главната улица од влезот во Облешево до училиштето, да се доизгради водоводот во Облешево, Чифлик и Чешиново и други инфраструктурни зафати. Председателот на ВМРО-ДПМН Груевски, кој ми се обрати на граѓаните, истакна и веруваат дека Зашов ќе ја добие нивната поддршка за да ги реализира ветените проекти. Човек кој што е стабилен, образован, сериозен, човек што го знае добро проблемот со оризот, работил во водостопанство, со водата, со оризот, од старо земјоделско семејство, човек кој што нема да ви изнемери, човек кој што добро го познавате и човек кој што ќе ја добие вашата поддршка во недела на 29 и ќе ја води општината во наредните 4 години. На собирот со граѓаните на општина Чешиново Облешево, Груевски додаде дека е уверен од и проектите што им ги нуди кандидатот за градоначалник од оваа партија се реални и остварливи, а нивната реализација во наредниот 4-годишен мандат на Зашов ќе покаже од и тој е вистинскиот избор за градоначалник.